Со различни асоциации за Велес го започнавме разговорот со членовите на култниот состав String Forces. Ако за нив асоциација за Велес се настапите кои ги имале во нашиот град е добрата храна, за нас асоциација за String Forces дефинитивно е нивниот најголем хит Каде бегаш. Тимот на Велес ТВ онлайн имаше можност да слушне како тие звучат за време на нивните проби пред настап. Прва асоциација, па последна свирка пред едно 7-8 години, 2006. Како беше таа свирка, каде се одржа и ако може малце повеќе да ни кажете како се случи целиот тој настан? Тоа беше во ноктурно, како се случи, да не повика како и сега да дојдеме, да гостуваме. Убаво беше, убава публика, супер свирка беше, тоа го памтам. Жабљите батаци кои што ги јадев кај другарка ми Фросина, одличен виолинист, по потокло од Велес, на роден ден кај нејзе во трета средна. Тоа ми е првата асоциација, бидејќи и нормално некој бурек со сирење, со вистинско сирење. Мене прва асоциација ми е па некако Вардар секогаш ми бил поблизу да го залепам за Велес него ли за Скопје, и покрај тоа што Скопје ни врни, некако со Велес повеќе сум го асоцирал. Што знам, Велес сум доаѓал уште од помал тука, значи го знам градот. Не знам први асоциации, Пастрмалијата ви е многу позната, нели сега имавте Пастрмалијада и така натака. Вие знаеме ситуацијата со еколошката ситуација со фабриката, по тоа сте познати. И така. Па обично сите го памтам Каде бегаш као песната хит и тоа ако ќе кажеш која група сте оновие, а каде бегаш, да, го памтам, знам. И после ќе им текне и другите песни ќе се потсетат, ама тоа е Каде бегаш е најпопуларната песна. За луѓето прва асоциација за String Forces е песната Каде бегаш. Ќе те прашам за тебе која е првата асоциација за String Forces? За мене првата асоциација за String Forces е во едно и песната заради која што се инспирирав да станам член кога ме повика, тоа е песната Суп. И спотот на No Borders фестивалот со девојката која што јас не знам како се вика, меѓутоа можеби Доријан може да ви каже кој е името. Тоа е првата асоциација која што јас секој пат ќе имам за String Forces и неверојатно 2 или 3 стварно легендарни свирки заедно што ги направи. Првите почетоци на групата се во 1995 година. Од тогаш па до денес се смениле повеќе членови, но на што останало заедничко е добрата авторска музика на бендот. Мојот почеток беше од 2000 година, а инаку бендот ја од 1995. Значи до година ќе биде 20 години јубилеј. Може ќе спреме некако изненадување, значи секако го правиме новиот албум. А поставите на String Forces, значи Доријан ја оцанил почеток тука. После тоа Алфрида беше, она е во Америка, виола свиреше. Пенчо беше од 2000-та исто со мене заедно почнаме. После тоа он си напушти еден период со други бендови свиреше. Аки Ади, после тоа дојдоа. Чи на Александра Кузман на виолина и Ади Мери на гитара и вокал. Александар Стојанов пееше исто со мене еден извесен период и он не е тука повеќе. Претходно знам дека имало уште 3 пеачки. Двете ги запознав, едната не сум имала прилика да ја запознам. Значи се менувале тук таму луѓето, значи Доријан е тука од почетокот, а јас сум скоро 15 години.
можеш да ни кажеш малце повеќе за твоите почетоци, како биле во оваа група? Добро, јас се запознав со Доријан и со тогашниот тапанар Лаза Дарковски. Се запознав во скопскиот локал Лакања. Не знам дали сте слушали за него, меѓутоа такво едно интересно алтернативно место каде што се организира некој како джем сешени, се собираа луѓе, носеа инструменти, појачала и се работеше буквално фри импровизација, целосно слободна импровизација. И еден понеделник бев повикан од Саша Павлович, басистот на групата Санс, скопската група Санс, бев повикан да учествувам во еден од тие джем сешенови и таму се запознав за прв пат со Доријан и со Лаза и со ред други луѓе кои што до ден денеска ми се многу блиски пријатели. И на првата пауза од джем сешенот, кога продискутиравме малку со Доријан, свативме дека сме као две страни од истата приказка, тоа две страни од истата паричка. И наборго после тоа бев повикан во String Forces. Кажи ни ги твоите први почетоци со групата, како почнавте и кои се вашата асоциација за String Forces? Ја бев поприлично почестен кога ме викна Forces, до душа бев у војска тоа време и добив абер од наш заеднички пријател. Доријан сакаше да разговара, само мораше да почека да се вратам од војска, нели? И како се вратив, направив муат. Јас претходно снимав со една друга група која имав тогаш во тоа време. Не, тогаш вадевме некој краток материјал, Доријан имаше студио, снимавме таму и некако се зближивме естетски, музички. Ама не, тогаш немавме конкретен муабет, тек подоцна, значи 2000 година, како јас се вратив од војска и тогаш устари го направивме првиот муабет и почнавме да работиме. Изохронија тогаш го работевме и така. Сите имаат проблем да не стават во некоја фиока, например, едно време кога излази албумот Изохронија, као World Music не ставија у таа категорија, па после извадиме друг албум, не е тоа, не знам, почналте као метал да свирите, немаме некоја категорија, значи за која сме определени стриктно, буквално така како што се чувствуваме, така и создаваме музиката. У секој случај прогресивен концепт за да речеме па нарочито за овдека, значи овие услови Македонија и Балкан. И влијанија преди се од тие такви прогресив рок бендови кои сме ги слушале као помали. Мислам у секој случај дека како финален производ тоа што String Forces го вадат на крај, секогаш си наметнува квалитет и дури можам си дозволам да кажам и поставува известни стандарди посебно во авторската музика во Македонија. Естетски, каде би секој албум си има своја приказна, не би ги ставал у жанрови да ги ограничувам, да кажам ова. Тоа у секој случај, значи, за да велам прогресив рок во смисла, значи рок преди се како израз, не како стандард на свирење, него како слободарски искрен пристап во прикривање, значи. А второ, сепак String Forces прателе модерни текови во креирање на музика, значи секогаш се употребувале разноразни други инструменти вон оние класично, да речам, рок-н-рол джез концепти на инструменти. Така да, по мене многу битен бенд во Македонија кој треба да биде по мене и уште малку повеќе восприемен од публикава, за да можеме да си кажеме дека и ние имаме бенд кој е поприлично прогресивен. Во тек е и подготовка на нов албум на групата, која полека но сигурно поставува нови стандарди кога станува збор за авторската музика. Членовите од String Forces беа скромни и не сакаат да се пофалат што се прават во моментов и што се ќе содржи новиот албум. Не би сакала да дам некоја изјава, пошто и самите уште не знаеме во кој правец се движиме. Значи се уште се создава албумот, така да ќе биде изненадување и за вас и за нас. Па добро.
естетски и концепцијски да збориме за што правиме реално не е благодарно малце сега да кажуваме што се конкретно правиме. Седнавме да работиме, значи тоа е битно, почнавме да се спремаат работите, тргнаа. Некако сега ќе видиме со интензитет и со резултат како тоа ќе се одвива. Субјективна работа влие, многу работи влијат на тоа. И така што не знам како да ви објаснам, стварно, значи не би сакал да најавувам премногу како тоа на крај ќе излезе спаковано во смисла музичка форма каква ќе добие и затоа што реално и ние сега не сме се уште на чисто како одат работите, се менуваат во текот. Имаме одредени концепции во главата, значи и разговарано како кон што ќе се движиме. Али ќе си кажат пробите понатака и креирањето како се на крај финално што ќе излезе од целата работа. Тоа е тоа. String Forces покрај пред домашна публика настапуваат и пред странската публика. Според нив музиката е универзален јазик кој секој може да го разбере, а што се однесува до велешката публика, велат дека знаат да почитуваат и препознаат што навистина е квалитетна музика.